дека Оливер малку подетално би ни објаснил околу образовните политики кои што ги нудиме како политичка партија, така да повели Оливер. Благодарам. Јас би го започнал моето излагање со една констатација која што е општо позната. Република Македонија не е држава која што има големи природни ресурси, ниту на нафта, ниту на други ретки метали кои што значат многу на пазарот. Нема излез на море, ниту излез на море кој што носи со себе поморски патишта, пристаништа кои што носат огромни приходи, но она што го има најголемиот потенцијал на Република Македонија се луѓето кои што мора да вложуваат во своето образование, а секако државата треба да им го возможи тоа на најдобар можен начин и од нив да создаде индивидуи и колектив кои што ќе бидат конкурентни на пазарот, како за доброто на државата, така и за свое лично добро, кое што во иднина би можеле да создадат едно подобро место за живење за самите себе си, за нивното семејство, но и за целото општество и за целата држава. 20. век беше век на големи промени во светот и во светските уредувања. Меѓутоа, една работа која што дефинитивно го одбележа 20. век е тоа дека образованието стана достапно за сите. Концептот дека образованието е само за елитите кои што можат, богатите елити кои што можат тоа да си го дозволат и да чини скапо, беше напуштен. Образование за сите беше концепт кој што требаше да овозможи на сите луѓе на планетата Земја да имаат можност да се едуцираат, да се образуваат, да се описменат и на крајот на криштата преку образованието и преку своите способности да си го креираат својата судбина. Сега во тој контекст јас би напоменал дека ВМРО ДПМН, следејќи ги овие големи промени во светот, својата образовна политика генерално ја базираше на тоа да сите млади имаат можност за образование под поволни услови, еднакви услови, квалитетни услови и можности кои што би им пружиле за без разлика на нивната имотна состојба, на нивната социјална позиција и на нивните семејства, односно нивните родители, да имаат олеснет пристап до образовниот систем, значи особено до средното и високото образование и на тој начин да можат да конкурираат на пазарот на трудот и да бидат личности кои што ќе можат да допринесат за нивно добро и кои што ќе можат да допринесат за доброто на државата. Во тој поглед, најпрво би започнал од основното и средно образование, кој што се секако зачеток на образованието во секоја земја, па така и во нашата. ВМРО ДПМН мораме да констатираме дека се соочи со проблем на катастрофална инфраструктура на училиштата во Република Македонија, било тоа да се основни, било тоа да се средни. Па за таа цел во 10-годишниот период успеа ВМРО ДПМН, предводејќи владата на Република Македонија, да изгради 74 целосно нови училишни објекти, да реновира повеќе од 400 училишта и при тоа да изгради и да модернизира над 60 училишни спортски сали. Во самата концепција на основното образование се воведе систем на 9-годишно образование, кој што беше креиран од страна на Меѓународниот центар за наставни програми Кембридж како еден од најреномираниот светски снабдувач со квалитетни образовни содржини. Целта на ВМРО ДПМН е да бидеме поблиску до оној образовен систем кој што функционира во Европа, Велика Британија и Соединетите Американски држави како
еден модел кој што го следиме и кој што сакаме ние да го примениме кај нас. Реформи се прават со дела, а не декларативно. Па во таа насока дел од тие промени на наставниот материјал можеме да забележиме воведување на информатика како задолжителен предмет во основното образование, а претходно беше само изборен предмет. Англискиот јазик се изучува од прво деление во основните училишта. Се воведе етиката како предмет во шесто оделение и нормална етика на религии како изборен предмет за сите оние ученици кои што би сакале да ги совладаат овие предмети како поле на нивен интерес. Исто така, значи по завршувањето на 9-годишното образование, една мерка која што можеби е подзаборавена во нашето општество, меѓутоа беше доста актуелна и добро поздравена од јавноста, денеска веќе е подзаборавена, но да се подсетиме, се воведе задолжително средно образование во Република Македонија. Пред доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, младите луѓе и родителите не беа обврзани да ги запишуваат своите деца во средно образование и со оваа мерка во голем дел од проблемите на пазарот на трудот се решија, бидејќи секој работодавач повеќе би преферирал работник кој што барем има средно образование, поготово средно стручно образование, отколку работник кој што има завршено само основно образование. За таа цел, да може да се подобрат условите, има и социјална компонента, тоа се доделија и се уште се доделуваат бесплатни учебници во основното и во средното образование, кои што во голема мера им го олесни буџетот на родителите како носители на образованието на своите деца, да им олесни можноста да имаат повеќе средства на располагање за други намени, односно за трошење на своите средства за учебници, кој што знаеме беше еден така сомнителен бизнис во минатото. Барем се сеќаваме дека во Скопје, во поголемите градови, пред почетокот на секоја учебна година имаше диви препродавачи на учебници, а цените беа нималку онака популарни и секогаш се бараше солуција како семејството да му обезбеди на своето дете учебници по пониска цена, па потоа се прибегнуваше и кон фотокопирање на наставни содржини на учебници кои што сепак не е во духот на интерес за подобро образование и ценење на авторите на самите учебници. Со оваа мерка за бесплатни учебници во образованието се реши тој проблем, која што беше воведена пред 10 години, но добро е да се подсетиме дека денеска за оваа мерка се најавува ревизија од новата влада. Ние сакаме да изразиме загриженост во однос на тоа прашање, затоа што сметаме дека овој проект треба да продолжи да функционира и учебниците во основно и средно образование да бидат бесплатни за сите ученици. Беше воведен концептот на државна матура, кој што се покажа како доста успешен. Да не заборавиме да ја подсетиме јавноста дека владата на СДСМ во периодот 2002-2006 секоја учебна година имаше неуспешни обиди да го воведе овој концепт. Тука се раѓа и можност за сомнеш колку биле искрени намерите да се воведе концептот на државна матура во тој период, но по доаѓање на ВМРО ДПМН на власт се воведе концептот на државна матура, кој што до ден денес се покажа како еден концепт кој што навистина реално го вреднува 4-годишното средно образование кај учениците, ги ослободи идните студенти од полагање на приемни испити на факултетите и се разбира овозможи едно вреднување на нивното 4-годишно образование на начин на кој што главните и носечки предмети во 4-годишното образование се оценуваат на највисоко можно ниво. Кога станува збор за средното образование, мораме да ја начнеме и долго време спомнуваната спортска академија, односно спортска гимназија, која што почна да функционира и на сите оние ученици во средно образование кои што се талентирани и кои што прикажуваат во младинските категории добри резултати во своите клубови и се талентирани за одредени спортови, да можат своето образование да го продолжат на спортската академија, која што пак ќе им пружи воедначен однос на периоди во денот каде што тие можат да тренираат, а паралелно да не изостануваат од образовниот процес и при тоа доколку некој
нели по навршување на 18 години сепак не продолжи да се бави професионално со спорт, да го има образованието завршено на едно добро ниво, за да не потоа да немаат проблем на пазарот на трудот, бидејќи знаеме дека X фактори играат улога во она што значи професионален спорт и потпишување на договори во професионалниот свет на спортот. Оваа академија, спортската академија ги покрива спортовите фудбал, кошарка, ракомет и тенис и се надеваме дека како добар пример ќе продолжи и понатаму да се надоградува, да се одржува и правилно да се развива, бидејќи веќе изминатите неколку години имаме добри таленти во сите овие спортови кои што достојно представуваат Република Македонија и стана професионални спортисти и пред се добри личности како едни од најдобри амбасадори на нашата земја преку спортот. Тука би напоменал дека во периодот на владењето на ВМРО ДПМН се обезбедија околу 26.000 лаптопи за ученици од прво до трето оделение и над 22.000 лаптопа за наставниците во основното и средното образование, што е еден поттик кон развивање на информатичката технологија, која што знаеме дека пред десетина години во Македонија беше на многу ниско ниво, а денеска сме една од државите која што најмногу користи интернет и најдобро се има дигитализирано во информатичкото општество, кое што секако на светско ниво е развиено до тој степен да можеме да бидеме конкурентни и да соработуваме со сите напредни цивилизации. Високото образование како посебен и доста одговорен сегмент на образованието во Република Македонија беше фокус на кој што се осврна ВМРО ДПМН во периодот на своето владење и најавуваме дека будно ќе ги следиме сите најавени реформи и сите најавени антиреформи од страна на актуелната власт, предводена од СДС, но би сакале да ги подсетиме и нив и јавноста дека многу работи беа поинакви во високото образование пред доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, а многу работи денеска на подобро се поинакви и СДС наследува една позиција во високото образование која што таа чест ја немаше ВМРО ДПМН кога ја наследи власта. Па од таа гледна точка јас би спомнал нели во насока на концептот еднакви можности на образование за сите и подобри услови, би ја спомнал мерката која што значеше намалување на партиципацијата на државните универзитети, и тоа во државна квота од 400 на 200 евра и од 1000 на 400 евра во приватната квота, односно квотата за кофинансирање. Со ова им се даде еден потик и стимуланс на сите оние семејства кои што не можеа своите деца да ги запишат на универзитет и да им овозможат школување на високо образовна институција од финансиски причини, еден поттик да можат да си приуштат финансирање на високо образование на своите деца. За таа цел исто така за поголема достапност на сите оние кои што немаат можност да студираат во главниот град, каде што пред десетина години беше сконцентрирана целата високообразовна фела, се отворија Државниот универзитет во Штип и Државниот универзитет за информатички технологии во Охрид, кои што исто така им овозможија на голем број на студенти од источниот дел на Македонија и од југозападниот дел на Македонија своите афинитети за студирање на високообразовна институција можат да ги реализираат со трошоци кои што се подносливи и минимални за буџетите на нивните семејства, и сметаме дека овие придобивки треба да продолжат и понатаму да се развиваат, а не деструктивно да се најавуваат укинувања и така натаму. А со самото тоа што СДС веќе во овие 20 на дена владење почна да најавува и да укинува дел од дисперзираните студии за кои што ќе се осврна малце понатака во моето излагање, навистина не наведува на едно мислење дека ова не е влада која што мисли на сите студенти,
и не е влада на која што мисли на сите млади, на сите идни студенти, туку ова е влада која што навлегува во еден елитизам кој што беше својствен за 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, каде што само оној кој што има доволно длабок џеб може да си приушти да биде образован, додека останатите не можат да имаат пристап до високо образовна институција, дали блиску до нивното родно место или по сосема поволни услови во главниот град, и изразуваме загриженост која што се надеваме дека ќе најдена разум и ќе престанат овие најави кои што се деструктивни на полето на високото образование и на еднаквата можност за студирање на сите идни и сегашни студенти. Така да само ќе споменам дека СДС наследи 65 активни дисперзирани студиски програми на сите јавни високообразовни установи во Република Македонија на прв циклус, и овие дел од градовите кои што има дисперзирани студии, дел од нив и се уште имаат, се 16 на број, како Велес, Битола, Кичево, Струга, Радови, Шкочани, Дебар, Тетови и така натаму. Меѓутоа, од пред неколку дена бевме сведоци дека дел од дисперзираните студии во одредени градови почнаа да се укинуваат од страна на Министерството за образование и наука, и ние повикуваме како Унија на млади сили овој тренд да запре и овој модел да продолжи да се надградува и да се проширува и да се подобрува, затоа што доколку се вратиме назад во некои процеси кои што го високото образование го елитизира, нема да имаме ништо добро. Сакам да напоменам дека во 2006 година имаше 8 активни видови на стипендии кои што се доделуваа за средношколците и студентите, а во 2016 година имавме ситуација да имаме над 40 најразлични видови на стипендии кои што континуирано беа покачувани, зголемувани, за да дојдеме до последното покачување во април 2015 од 10%. Ја повикуваме новата влада да и овие видови на стипендии да не посегнува по нив како по дел од дисперзираните студии да ги укинува, туку напротив, да ги омасовува и да овозможува нивно зголемување за да студентите имаат и средношколците и студентите имаат поголем стимуланс во иднина да даваат добри резултати, да се посветат на науката и на учењето. За поквалитетно образование, владата предводена од ВМРО ДПМН му остава во наследство на СДСМ проект наречен 1000 книги, 1000 учебници, кои што се учебници на кои се учи на 10 најдобро рангирани универзитети во светот. Инаку, кога станува збор за студентските домови како една иницијатива за подобрување на комплетната инфраструктура во студентските домови, морам да напоменам дека е целосно обновен студентскиот комплекс Стив Наумов со изградба на 8 нови павилјони за сместување на студентите на местото на старите бараки и реконструирани се двете машки згради. За прв пат по 40 години во оние студентски домови каде што се користат лифтови, лифтовите се заменети со нови лифтови, а еден голем капитален проект во реновирање на студентската инфраструктура и реновирањето на 2 блока во студентскиот дом Гоце Делчев, а во теке реновирање на 2 студентски блока, на останатите 2 студентски блока во студентскиот дом Гоце Делчев, вклучително и мензата, и исто така ја повикуваме владата на СДС и овој проект да не го укинува, туку напротив да ја заврши фазата на реновирање на студентскиот дом која што ја започна владата на ВМРО ДПМН. Исто така, само накратко за крај, би сакал да констатирам нешто што нас како млади не загрижува, а тоа е најавата предизборното ветување на СДСМ дека ќе се издаваат поквалитетни учебници, и пред некој ден таа потврда стигна од ресорниот министер во Министерството за образование и наука, дека ќе се ревидираат учебниците и дека ќе се издаваат поквалитетни учебници, но симптоматично е што тоа дојде еден ден по посетата на премиерот Заев во Бугарија, каде што се најави ревидирање на учебниците, па би сакале ние како млади луѓе да дознаеме и целата јавност, тоа тангира целата држава,
што планираат во поглед на промена на учебниците и дали планираат ревидирање на се она што значи македонска историја и односи со соседите, вклучително и со Бугарија, кои што во изминатиот период покажаа доста знаци на сомнителност и на нечесни намери од страна на новата власт, која што најавуваме дека ние не би можеле така немо да ја проследиме, затоа што сепак оној дел кој што е ветен за реформирање на учебниците треба да го остварат во насока на подобрување на образованието, а не во насока на промена на идентитетот, јазикот и историските достигнувања на македонскиот народ, заменувајќи ги, споредувајќи ги, разводнувајќи ги со некоја друга нација. Само за крај на моето излагање би сакал исто така да ги подсетам СДС дека треба да работат, не да укинуваат и антиреформистички да се однесуваат, и ако се представуваат за реформисти, сепак сите потези се антиреформистички. Би сакал да ги подсетам дека имаат ветено дека ќе направат центар за обезбедување на квалитет на образованието, научно-истражувачки центар за талентирани ученици, отворање бизнис центри за вработување на млади и дека ќе изградат студентски град. Потегот е на нивна страна и се надеваме дека ќе успеат барем мал дел од она што успеа да го направи ВМРО ДПМН за младите во образованието да го реализираат.